8 часа 41 минута, време за ново гостување во утринската програма на актуелна тема. Имено минатонеделните случувања со младите момци кои што беа однесени од морска струја на плажата Посиди, од кои што двајца за среќа најдени, по едниот се уште се трага, не поттикна уште еднаш гласно да говориме на темата дали сериозно ја сваќаме водата, па и планината во текот на летните одмори. Нашите гости во студиото 3 на Македонската телевизија имаат богато искуство и многу што да кажат на оваа тема. Велам добро утро за Елеонора Ѓоргиевска и Арген Чилјафис, спасители на вода и планина. Добре ни дојдовте. Добре. Мало невнимание, и тоа веќе го знаеме, дека е доволно за капачите да се најдат во исклучително ризична ситуација, но со што сакам да го почнеме разговорот е прашањето дали низ годиниве почнавме сериозно да ја сваќаме водата? За жал се уште не. За жал се уште не, значи луѓето се уште се преценуваат, мислат дека се поспособни, тоа е до некаде и храброст, меѓутоа многу повеќе лудост да се впуштаме во такви некои авантури на вода, каде што лесно можеме да изгубиме контролата. И по базените луѓето често се преценуваат, не ја согледуваат целосно ситуацијата како е и што е, не согледуваат околината, значи базенот, обкружувањето, и често влегуваат во неволји и несакани ситуации. Што биле вашето работно искуство низ годините? Постои ли, да речеме, одредена категорија на пливачи кои што се најневнимателни или најчесто се доведуваат во опасност? Не можеме да кажеме, неблагодарно е да се каже кој се дави највише или со кого си имаме највише проблеми. Реално кажано, еве, ако споредиме последниве години, имаме од 600 до 1500 интервенции, асистенции. Зборуваме на 7 водени површини на територија на градот Скопје плюс градскиот базен Куманово. Станува збор за 91 активен давеник, од кој најмала возраст до лани ни беше 4 годишна возраст. Тоа е сериозен показател колку ние не знаеме да се однесуваме на водена површина. Уште пострашно е за оваа година веќе бележиме 3 годишни деца извадени од водени површини. Така да тоа е доста голем проблем. И во однос на тоа што треба да се знае, често повторуваме и секоја сезона практично и зима како да се однесуваме на планина и летно време како да се однесуваме на вода, но е добро да се повторувањето велат мајка на знаењето, па да веруваме на тоа. Да речеме, еден од момците кој што беше спасен во Грција, Иван, спомена дека еден од начините на кој што тој успел да излезе жив од водата не е само благодарение на топката, туку на концентрацијата, односно фокусот и недозволувањето да го фати паника во ситуацијата. Тоа било клучно за да преживее 18, односно 20 часа, како што вели тој, на море. Да, значи, генерално во сите ситуации кои што се опасни по живот, посебно на вода, паниката е секогаш таа што е клучниот причинител за влошување на таа ситуација. Значи, треба да се остане колку што е можно поприсебен, за да се можеме полесно да излеземе од ситуацијата и со помалце повреди. Да знаеме да пливаме се потврди дека не е доволно. Сите тројца момци се искусни пливачи, но ситуацијата во вода знае да биде апсолутно непредвидлива. Се надевам дека нема многу луѓе да се доведат во таа ситуација, но многу е важно да знаеме како да се однесуваме. Многу се битни правилата. Значи, тие правила што се поставени од концесионер, спасител и се остало коштат живот. Односно, ќе ве доведат у ситуација да поминете мирно лето. Кога веќе се наоѓате во ситуација да треба на некој да му кажете поддршка, помош, како сакате во овој случај, доколку некој ви се даде вода, видете дали сте способни да го спасите. Не значи дека ако вие сте добар пливач, сте и добар спасител. Постојат одредени техники на спасување што мора да ги знаете. Доколку не сте способни, не сте спремни,
да укажете, односно да влезете, да го извлечете на безбедно, тоаш не влегувајте, пошто може да биде погубно како за вас, така и за тој што ќе го спасите. Друго, доколку веќе вие се наоѓате у вода или од страна, побарајте и не сте спремни, побарајте помош од обучено лице, дали тоа е спасител, пошто мораме да бидеме реални, нема секоја плажа или односно секоја водена површина обучено лице. Побарајте поддршка од страна, побарајте некој, сигнализирајте некој најблизок или веќе ако влегувате во вода, видете дали имате некое помошно средство. Никад не влегувајте, посебно на отворена вода без средство. Така да... Што вели работното искуство? Елеонора, во моментов сте на аквапаркот ангажирани, но сте биле, предпоставувам, и на езерата ни државава. Со какви или пред какви се предизвици сте биле исправени во текот на работата? Какви се ситуации сте сретнала? Па добро, значи генерално се, како што кажавме, несовесни пливачи, прехрабри пливачи. Јас можам, јас ќе стигнам до таму, ти ќе ме заградуваш сега со пловки тука, јас знам да пливам, цел живот сум во вода. Втори ситуации, да речем, се пливачи, капачи кои што се во алкохолизирана состојба. Често знае, летен период, коктели, пиво, плажа, топло сонце, и кога ќе се влезе веќе во вода, настанува хаос во организмот. Ладна вода, топло тело, тука може да настане повреда. Други ситуации, несовесни родители, можам да истакнам, посебно го остава детето, се влегува во длабокото, детето го гледа, тато, мамо, јас сакам со тебе, детето е 2, 3, 5 години, трга по него, почну да се дави, таткото, мајката, или не се вртат, или се вртат премногу доцна веќе кога спасителот интервенирал. На аквапаркот конкретно луѓе кои што повторно се преценуваат самите себе си, ги качуваат децата на тобогани и на реквизити кои што не се наменети за деца на нивна возраст, повторно доаѓа до повреди и до давења. Генерално тие се И во однос на интервенциите, односно доколку забележиме дека некој се дави, Арген спомена во еден сегмент од разговорот, побарајте помош или некој да ви асистира додека го правите тоа, бидејќи самото спасување не е воопшто играчка. Имаме видеоматеријали на кои што можеме да видиме како исто лиценцирани спасувачи приоѓаат на давеник и дека тоа е апсолутно цела техника. Затоа вие поминувавте низ годиниве и теоретски и практичен дел. Какви се обуки поминавте низ годиниве за да може да бидете лиценцирани спасувачи? Значи, има обуки кои што се за затворени води, односно базени и аквапаркови. Има обуки кои што се строго за езера, односно отворени води. Тие се посебно се слушаат и се полагаат. Потоа, секој спасител мора да знае прва итна помош. И други некои плюс обуки од типот на брзи води, на спасителни средства, на техники. За да станете најпрвен спасител, мора да бидете психофизички здрав. Мора да исполните одредени предиспозиции, мора да бидете и искусен пливач. Значи, пошто ние на Центарот за безбедност на вода при Црвен крст на град Скопје, според акциониот план, одржува 2 до 3 обуки во текот на годината. Само за преоснување за гледачите. Се пријавуваат на последниот курс се пријавија 33 кандидати, од кои 12 ја следе обуката и само 8 се лиценцира. Така да тоа е еден сложен процес кој што не секој пријавен кандидат по автоматизам станува спасител. За да станете спасител, мора да имате основни признања, кои што каже Елеонора, од теоретски и практичен дел од безбедност на вода. Се полага прва помош и тоа сепак е 7-дневен интензивен курс за вие да дојдете до почетна фаза на спасител. Нормално веќе лиценцираните спасители нема сигурно да ги пуштиме на некоја водена површина кај што постои и текако дополнителна образ. Тука се веќе од претходните години спасители со работно искуство, така да
Таа е цела една палета на работи што вие не можете преку ноќ да станете спасител. Оно што го забележуваме, да речеме, и од видеоматеријалите, дека спасителите апсолутно имаат целосна тактика пред да влезат во вода и да пристапат на давеникот. Што вие размислувате во моментот кога е потребна интервенција, за предпоставувам да не се доведете во ситуација и вас да ве потонат, бидејќи реално е можно? Секако е можно. Значи, секој спасител кој што има подолгогодишно искуство, бил барем еднаш потонат во својата спасителна кариера. Најпрво се размислува на пристапот, на влезот во вода, опасностите кои што може, не знам, лизгави плочки, луѓе од страна кои што може да влезат, некој што може да влезе после вас за да, нели, сакајќи да помогне, а уствари да ви одмогне. Генерално на тоа се размислува, начинот на нели, техниката на прифаќање на давеникот веќе доаѓа кога ќе дојдеме лице во лице со давеникот. Меѓутоа првично е, нели, забележувањето и вниманието да не се повреди плюс уште некој околу нас. Споминавте, многу долг е процесот за да се добие лиценца за спасител. Оно што ме интересира, низ годиниве расте или се намалува бројот на млади кои што сакаат да бидат спасувачи на вода? Па би рекол дека стагнира, да мораме да бидеме реални, значи ние веќе сме на фаза каде што со оглед на тоа дека бројката односно годишната возрастната граница на спасителите од 16 до 21 година, така да моментално се наоѓаме на фаза на стагнирање. А во однос на лиценцираните спасувачи, имаме да речеме информација дека изминативе години голем дел од младите земаат во Македонија лиценца за спасители и истата ја користат, односно вештините ги користат на плажи во странство. Тоа е факт. Имаме одлив на спасувачи? Имаме и така. Кој се секоја гранка, така да и спасителите паѓаат. Генерално ако зборуваме, пошто ние ги делиме на два начина лиценците, односно на два типа затворени и отворени води. За затворени води генерално се во државата, пошто поголемиот дел се нормално со склучен 3-годишен договор со Црвениот крст, така да оние се во државата, но веќе кај да треба да се размисли за едните години. Многу ми е драго што да не се втеле Нора заедно со вас овде во студиото 3 на МТВ, за да продискутираме малку и за тоа каков е, колку пропорционално жените наспроти мажите стојат во спасителната служба. Има ли доволно дами? Па, би рекла дека се малцинство жените. Зошто? Едноставно, дали нема интерес, дали смета дека тоа не е женска работа, дека жени не може да... Како вие влеговте во приказната? Што ве натара вас да почнете со одлуки? Јас бев долги години пливач, долги години волонтер во Црвениот крст и едноставно се поклопија некои работи. Отидов на еден курс, имаше тогаш понуда за работа на аквапаркот, треба луѓе, едноставно се поклопија некои работи. Меѓутоа, во минатите години имаше повеќе, сега во последниве неколку години 1 до 2 женски жени на курс се пријавуваат. Доаѓаат на обуки, да. И сега споминавме во текот на разговорот дека и плажите кои што имаат концесионери и базените треба да имаат лиценцирани спасители на вода. Колку е тоа реалност во пракса? Генерално во поголемиот дел зборуваме за затворени води, има лиценцирани спасители, но не можеме да кажеме дека секоја водена површина е покриена со обучено лице. За плажите неаме информации, не е ли нормално, генерално не се покриени, така да се остава на тоа дека е сезонска работа, дека е неисплатливо и све остало, или најинтересно тоа кога ќе се јави одреден концесионер. До сега не ми се случило мене на водена површина таква работа. Вие не можете да идете на варијанта дека 3-4 години не сте имале активен давеник, односно не сте имале некој посериозен случај, нема да ви се случи. Така да, но генерално ние ко поднебје останува да се ги запаметиме. Ако може да пројде од цела сезона да не се ангажиран лице,
убаво за добро. нив. Да, плюс за концесионерот. Сакам сосема накоса да продискутираме и за подготовката на планина, бидејќи иако имаме високи температури, голем дел од нашите граѓани сакаат во овој период од годината да поминат во шума или на планина. Ја сваќам или од друга страна сериозна планината кога станува збор за подготовка и пешачење? Веќе волонтерите на тимот за спасување на планина бележат интервенции и во текот на летниот период. Тие се ангажирани за време на викенди и државни празници на двете планински станици Матка и Водно. Генерално, нели, со оглед на високите температури, луѓето кои што не можат, нели, да си препуштат, пошто мораме да бидеме искрени према граѓаните, не може да си препуштат да бидат на водени површини, некој спасот од летните горештини го барат на планина. Често знаат да си преценат нашиве граѓани, да си преценат водно. Имаме и сериозни интервенции од типот на паднати велосипедисти, изгубени млади лица и све остало. Сепак, идем на варијанта дека е водно, лесно е за менаџирање, ќе се спушта, доле е градот и све остало. Овие се прашања, односно одговори што ги слушаме од повредени лица, лица изгубени, дека трнеле оние цел живот родени и израснати во Скопје и дека ништо не може да им се случи, напротив. Исто како со водата генерално, кога влегуваме во вода, знаете како прво велат, па водата е до коленици, ништо не може да ни се случи, но тука се случуваат најголемите грешки. За све и се што, значи, буквално гледаме да си поминеме ни убаво, не идеме на предпоставка да се информираме за евентуално. Како и вода, така и во планина. Најпрво информирајте каде идете, што правите и кај сакате што сакате да постигнете. Денеска голем дел од нашите граѓани ќе поидат на базен, верувам, да се разладат, не следува период на екстремно високи температури. Некои го започнуваат првиот ден од одморот, па одат некаде на езеро или море. Што е првото нешто што треба да го знаеме пред да влеземе во вода, Елеонора? Најважните правила. Значи, доколку има лице кое што е одговорно за безбедноста, спасител на плажата или на базенот, секогаш почитувајте ги правилата. Втора работа е без нагло влегување во вода. Не може само што сме дошле, фрламе пешкирот, трчаме и ласта во вода. Да, така загрејани. Трето, без алкохол или минимално алкохол на плажи и покрај базен. Секогаш внимавајте на децата каде ви се, до каде се бањаат, дали одат со вас. Дури да имаат помошни средства од типот на мускули на надувување, гума на надувување, тие се создаваат уште поголем, може да создадат уште поголем проблем, детето да пропаѓа, да се дави исто нив на раце. Па дури да забележат дека има спасител на вода, да не се опуштаат, не е се оставено на вас, некогаш зависи од нас. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Јас искрено се надевам дека ќе имаме разговори на многу поубави теми во периодот кој што следува, но секогаш е добре дојдено да повториме што е важно за да бидеме здрави на крајот на денот и живи. Благодарам. Останете на првиот канал на МТВ, следува третиот и последен информативен блок, еве што носи тој.